Ова е денот кој сите сакаат да го заборават. 1963 е годината која остави белег за жителите на градот Скопје, како и за цела Македонија. Загинаа над 1000 граѓани, а околу 3000 беа повредени. Во 2013 година се одбележуваат точно 50 години од овој немил настан. Со оглед на сеизмичката положба на Македонија, анализите на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија предупредуваат дека земјотрес со сличен интензитет како катастрофалниот од 63-та повторно ќе се случи. Земјотрес во Скопје повторно ќе има, но кога никој не знае да каже. Република Македонија спаѓа, целата територија на Република Македонија спаѓа во сизмички активен регион. Целата територија е сизмички активно подрачје, но особено поризични локации во Македонија се нормално Скопје, бидејќи сите знаеме дека 63-та имаше катастрофален земјотрес, како и Пекчево Берово, каде што се случил еден од најголемите земјотреси во Европа, и регионот во Валандово. Но би сакал да потенцирам дека не се и другите градови ослободени од тоа дека некојаш нема да се случи некој и земјотрес кој што би бил со сличен интензитет како што беше Скопскиот. Една од причините за бројните жртви во 63-та беа неквалитетните градби, а една од мисиите на институтот е токму да потсетува на стандардите за сеизмичка безбедност на градбите, да во случај на сличен земјотрес не се повтори бројот на жртвите. Дали траумата од 63-та е доволна лекција за оние кои се одговорни за градбите денеска? Се почитуваат ли пропорциите и како Скопје би поднел повторување на таков ден? Секој проектант мора да ги земе сеизмичките сили во предвид. Тоа е на некој начин нормирано со прописи и со закон. Колку тоа се почитува, сметам дека се почитува, но колку правилно се пресметуваат тие сеизмички сили, не можам да бидам убеден до крај. Сведоци сме на динамични градежни активности во градот. Некои од нив се инвестиција на државата. Се прави ли ревизија пред градењето? Некои од нив се ревидирани од страна на ИЗИС, некои не се. Сепак, најголемиот дел од новите станбени згради се приватни инвестиции. Бараат ли тие мислење на институтот? До приватните објекти, значи 98% не се ревидирани, на жалост, од страна на ИЗИС. Се случува дури некои, да не кажам, дури некои државни објекти да не бидат ревидирани, но капиталните најчесто се. Поради сеизмичката чувствителност на географската положба на Скопје по катастрофалниот земјотрес, со поддршка на УНЕСКО беше формиран ИЗИС, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, со мисија да ги превенира можните последици од земјотресите кои ќе се случат на ова подрачје. ИЗИС својата мисија ја врши и развива онака како што тоа беше предвидено при неговото формирање. Во почетоците на работењето на институтот биле регрутирани некои од најпознатите професори кои работеле на формирањето на првите постдипломски студии во Европа од таков вид, кои се одвивале на англиски јазик. А неодамна, институтот го доби признанието на УНЕСКО и стана меѓународен институт. Реномето и релевантноста на ИЗИС денес ја користат многу меѓународни научни проекти, но таа релевантност и угледот би требало најмногу да ги користат и домашните институции, така што ќе им дадат до знаење на граѓаните дека траумата од 63-та нема да се повтори. Само дел од учеството на институтот во меѓународните мисии се проценките кои тие ги правеле во Мексико во 1985-та, во Турција 1999-та, во Пакистан 2005 година. А како се испитуваат размерите на земјотресите и на кој начин, не објасна професор доктор Зоран Ракичевиќ. Испитувањата во нашата лабораторија за динамички испитувања претежно се испитуваат на модели, физички модели, на конструкции кои се изработени во одреден размер, геометриски размер, значи смалени, меѓутоа тие представуваат физички модели, не се макети. Ние тие модели ги поставаме на нашата сеизмичка платформа, која по димензии е 25 квадрати, 5 на 5, и со која може да симулираме најразлични земјотресни движења во хоризонтален и во вертикален правец исто време. Нека им е честита приемот во УНЕСКО и нека продолжат со добрата работа.